Добар ден, драги гледачи. Работната недела почна. Ние повторно пак со вас, вие со нас, а сега Тина што има ни каже. На самиот почеток, како и секогаш ве потсетуваме што секако не смеете да пропуштите вечерва. Покрај ефектите од пандемијата, најголем предизвик е енергетската криза. Владата планира раст, бизнисот калкулира преживување. Така да вечерва во топ тема дебата со Зоран Јовановски, подпредседател на Стопанска комора на Македонија и Мемдерес Кучи, стопанственик од комората на Северозападна Македонија. Гледате вечерва топ тема со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. Токму така, тоа вечер ќе гледате, а денешната главна тема наша ни гласи: ќе се тргне ли ветото за ЕУ по утрешната посета на премиерот Петков на Македонија? Ќе дискутираме, ќе видиме заедно. А секако со оглед на тоа што утре пристигнува премиерот на Република Бугарија во посета на нашата земја, уште една подтема, па очекуваме ваш став, мислење, идејни можеби решенија. Дали сметате дека треба да преговараме повеќе за историски прашања, многу повеќе за економските прашања помеѓу двете земји? Така да ве очекуваме на 02-307-6677. Секако еве и подсетување што подготви нашата колешка Тамара Грнчаровска во вестите во 15:30 часот. Без временска рамка за решавање на спорот меѓу двете земји, македонскиот и бугарскиот премиер утре ќе седнат на маса да ги дефинираат насоките и форматот на разговорите кои треба да ги одмрзнат односите меѓу двете земји и да го откочат европскиот пат на Македонија. Во пресрет на средбата на Димитар Ковачевски и Кирил Петков утре во Скопје, оптимистички изјави и очекувања стигна и од двете страни, како и најава за темите кои ќе се стават на маса. Доминантно утре ќе разговараме за воспоставување на разговори на теми кои што се од областа на економијата, од областа на инфраструктурата, од областа на образованието, образовната соработка, иновациите, од поддршката во евроинтеграцијскиот процес на Република Северна Македонија. Јас сум оптимист, меѓутоа сум рационален оптимист, што значи дека верувам во решение, меѓутоа работам тоа решение да се оствари. Бугарскиот премиер пак Кирил Петков утрово честитајќи му на Ковачевски за изборот, очекува двете влади да соработуваат за да може тоа да донесе сериозни придобивки за двете земји, но и за регионот. Очекувам да работиме заедно на нов конструктивен диалог и разбирање во интерес на нашите билатерални односи, чиј развој од голема полза за граѓаните на Бугарија и Република Северна Македонија. Но и двајцата премиери во пораките кои ги испратија пред утрешната средба речиси видливо избегнуваат отворено да ги споменат темите кои се камен на сопнување, а за кои Бугарија и врачи на Македонија 5+1 барање, без чие исполнување нема да даде зелено светло за старт на преговорите со Европската унија. Она што е јасно и двете страни го исцртаа пред средбата на двајцата премиери се црвените линии од кои нема да отстапат. За македонската влада тоа се идентитетските прашања, додека за бугарската тоа е содржано во ранковната позиција и декларација на Бугарското собрание, кој ги потврдија пред една недела. Но ако некои теми пред посетата се премолчуваат, темата за која со сигурност нема да се разговара е прашањето на македонското малцинство во Бугарија, за кое Петков на 2 дена пред посетата рече дека не постои, а кое за македонската влада е затворено прашање. И до сега имавме пракса на немешање во внатрешните прашања на било која наша соседна држава, тоа не е обврска од уставот. Така што не е на Северна Македонија да кажува каде какво малцинство има во регионот. На утрешната македонско-бугарска средба на Елинденска безброј ќе се официализира и формирањето на работните групи кои ги бара Бугарија за придвижување на односите, меѓу кои работна група за историски прашања, што денеска, освен македонскиот премиер, го потврди и новиот вице-премиер за европски прашања. Сето она што е досега направено и сето досегашните напори ќе бидат вградени во наредната рамка. Секако бидејќи би се формирале повеќе комисии, тоа значи дека ќе има и повеќе луѓе вклучени во процесот и повеќе институции и повеќе фактори или актери, но не мислам дека во делот на историската комисија, ако се уште не сме договориле, јас претпоставувам дека таа комисија ќе остане и ќе продолжи да функционира, во која форма ќе видиме.
Освен за работните групи, двете страни се согласни околу временската рамка за надминување на спорот, а тоа е дека нема временска рамка. Откако Петков вчера изјави дека никогаш не кажал дека рок за решавање на спорот е 6 месеци, денеска од новата македонска влада стигна порака дека не е корисно да се лицитира и да се даваат рокови за решење на спорот, но со дополнување дека тоа треба што поскоро да се случи. Тоа беше прилога на нашата драга колешка Тамара, а сега имаме гледачна линија. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Среќне, голем поздрав до сега, до најкултурниот водител што го имам видено за овие 30 години на телевизије. Мислам, ова го кажем од се срце и е вистина и понатака да бидеш така културен и фин, пошто другиве сите се многу брзи и многу знаат да упаѓаат и да прават препреки. Пошто ми е кратко времето, значи зетото останува. Мислам, ова е само, како да кажам, некоја политичка игра, ова е само... А би поставила прашање са во реципроцитет. Чекај да видиме како што има бугари во Македонија, зашто и во Бугарија. Пошто јас имам роднини во Бугарија, кога таму, ајде, како се делела, останале, еве, колку години во Благоевград, во Покровник и пуно места. Така да не може они нас да ни кажат дека таму не постојат македонци. Ние сме со исто презиме. Тие таму, мој први братуче, и јас што живеам. Друго, не можам да сватам, значи, само го кажем на сите телевизии, ќе го зборам. Кога еден Путин ја признава писменоста дека потекнува од Македонија и дека Македонија е центарот на Европа, значи и Европа признава дека центарот на Европа е во Македонија и Европа потекнува од, значи, Македонија. Ја не можам да ги сватам луѓе во други, дали читат, гледат, не знам како да се изразам више, така да писмото бугарско и руско е исто. Ние немаме, они имаат исти букви. Па ние имаме толку пишани документи да му докажеме пишано, ништо не е измислено старо и благодарам многу и пријатно. Благодарам многу за вашето вклучување и како потема уште едно интересно нешто за кое што навистина сакаме да дискутирате со нас, а тоа е дали сметате дека треба овој пат повеќе да се стави повторно акцент на историските прашања или конечно да се дискутира за економските прашања, кои што очигледно 30 години еве економски Бугарија и Македонија меѓусебно тапкаат во место и она што е интересно во 1999 година беше потпишан и договор за воспоставување авионски сообраќај, но се уште не е реализиран. А еве Тео знае дека за до Бугарија ни требаат цели 3 часа да патуваме за да стигнеме. Па еве, очекуваме да ни се јавите и да продискутираме и на оваа тема. Токму така, ја сакам вас да ви се благодарам што се јавите за вашите пофални зборови кон мене, сега и кон Тина. А пред тоа само ја потсетам како вие може нас да набиете на социјалните мрежи, бидејќи околу технички дел, јас сум главен околу тоа. Ама пред да ја потсетам, и ако тоа секој епизод го кажам, си знаете, вие си имате принос, а тоа имаме гледачна линија. Добро вечер. Добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот, подобро да се слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Поздрав до таму. За темата. Ајде. Дали ќе се тргне вестото од Бугарија. Тоа не верувам и нема да верувам и утре да каже Петков ќе го тргне, нема да го тргне. Оти со кого работа има, сите знаат у Европа. Имат со една влада, сега избрана старо нова, и тие истите од ДУИ, криминалци и така, тоа не може да биде. А за ова е посета тоа он доваѓа и вика нема у Бугарија македонци. А тражи у Македонија бугари. Не знам како идеја доваѓа, али тој за мене таков политичар како Заев што беше криминалаc и предавников, така и ово е некој. Ама ќе видиме што ќе биде, па има време ќе коментираме и натаму. Ајде, со среќа, пријатно. Пријатно е секоја, добро останете со нас во црвена линија. А еве Тео, сега ќе ве потсети каде се може да коментирате. Сега пред тоа мислам дека имаме уште гледачна линија.
Добро вечер. Не, ми сам сигурен сум, знам. Добро вечер. Добро вечер. Дали се слушаме? А дали сум на линија? Да, Вие намалете сте. го тонот на ТВ приемникот. Благодарам, благодарам. Па вака, јас ќе кажа своето размислување во однос на ветото. Вето толку години преговараме, разговараме и не најдовне решение. Меѓутоа сега овдека се работи за нов председател на Бугарија, нов председател на Македонија и ми се чини дека треба малце повеќе да се испода, да продискутираат, да прокоментираат и да го најдат правиот пат за да се дојде до решение, значи затоа што прво ние сме посебен народ, тие се посебен народ и не треба едните према другите да бараме нешто што не може е невозможно. Ниту ние можеме да бидеме дијалект на бугарите, нити па бугарите може да бидат наш дијалект. А што се однесува до авионскиот сообраќај, ако е евентуално значи сакаат и едните и другите, тоа може да го решат за не повеќе од половина сат. Да се сретнат некаде, да подпишат договор и значи да најдат финансиер кој ќе го значи спроведе тој превоз. А што се однесува до сите други останати барања, ние имаме наш народ што се вика македонски во Бугарија, во Грција и каде не, што се вика ако сакаат истото и тоа може да се реши што се вика со два потеза ако сакаат. Прво не постои можности да едни и да други да видиме да нема наши кај нити или нивни кај нас. И на некој начин сега можда би требало реципроцитетно. Времето истече, секогаш внимавајте на тајмерот. Секако сега време и за Тео да ве подсети каде се може да коментирате. Токму така, вие може да коментирате на нашите социјални мрежи, на Facebook, на Црвена линија, да ни напишете коментар или во порака во меседж ваше размислување околу главната тема, секако и под темата. Исто така и нашите други социјални мрежи, на Инстаграм и на Твитер, како и таму што си има порака за меседж, може да ни пратите ваше размислување околу главната тема, исто така и да ни пратите никнейм за да ве добиеме преку видеопоик, дали преку Zoom или Skype, како вие си сакате. Нормално, кога што кажи мојата колешка Тина, може и преку традиционалниот начин на телефонскиот број 02 307 6677. Да ни задзвоните, да ве слушнеме и да дискутираме околу вашата тема. А веќе некого имаме на линија. Да. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Поздрав до водителот и водителката. Благодарам. Благодарам. Поздрав и до вас. Вака се јавувам од Петовско, поточно од општина Тејавец. Поздрав до вас сите таму. Вака сега темата. Дали Бугарија ќе ветото нема зошто кога нашле будале луѓе овде и они ќе играат. Кај може у Бугарија да нема македонци? Да слушаме? Дали е можно Пиринска Македонија окупирана и заземена од бугарските окупатори? И како може в Бугарија да нема македонци? И колку овој новиот министр, тој Маричич, абе тој не ходи таму у Србија, нека пасе овце. Без навредливи зборови и коментари, бидејќи веднаш ќе вклучиме црвената линија. Ќе ве скратим. Продолжете. Да, се вклучи црвената линија, секако и ве напомена за сите оние кои што ќе се јават, сепак нека остане ова говор во рамки на темата, давајте совети, идејни решенија, сакаме да го слушнеме вашиот став, но без навредливи коментари и секако спомнување имиња. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Како сте ви денеска? Добро, па сега поново, мене ми се смеша тој претходниот. Добар. За Петков не може ништо без народот бугарски. Петков го слуша народот, за разлика на нашите премиери, што не го слушаат народот свој, а Петков го слуша народот. Затоа Петков ништо не може да направи. Само една да се разбериме, ни Петков, ни никој не може да направи ништо, само може да направи, значи ево. Абе да не се занесуваме во Европската заедница, ако сакаат да не земат, абе не Петков, Свети Петков да пречи, никој не може да препречи, него тие не сакаат. Албанија, Македонија и Србија не и сакаат.
А дали побргу ќе влезе Косово како нова држава, него ние, оти таму многу тешко да се разговара и да се политизира со Европа. Кој сака, тие примат. Кој не сака, редни се остави, па нема да примат. Ајде, поздрав, се убаво. Голем поздрав и до вас останете со телевизија Телма и секако со црвена линија. Дали имаме следен гледач на 0230766777 и не јавуваат дека веќе да. Се разбира дека имаме. Добро вечер. Дали се слушаме? Здраво, здраво. И добро вечер, трета среќа. Се надевам дека секогаш ќе имате во предвид да го намалите приемникот, тонот на ТВ приемникот, за да подобро се слушаме. Ни исчезна мистериозно гледачот, но на што секако го имаме се коментарите на Facebook Црвена линија. Токму така, само да ве подсетам, додека трае емисијата во живо, секако вие може да ни пратите коментари, слики, секако и пораки за темата. Додека трае емисијата не ќе прочитаме. Не мора да чекате кога ќе заврши. Сега идеме со коментарот на Ели Лиевска, кој гласи: не верувам дека ќе се трне ветото. Сами, како народ, сме виновни и ќе си сносиме последици. Ќе си се тешиме како лисицата во басната кога вели: и онака грозето е зелено и кисело, бидејќи не може да се дофати. Тоа беше од Ели Лиевска. А секако на 0230766777 сакаме да го слушнеме и вашиот став. Дали сметате дека овој пат повторно треба повеќе да се зборува за историски прашања или конечно двете земји многу повеќе да разговараат за економските прашања? Добро вечер. Добро вечер. Здраво. Здраво, како сте? Се надеваме добро. Драго ни е, повелете. Па би рекол, ова вето е од кого само? Тука ме чуди. Ова не е од нашиот источен комшија вето. Ова е вето од западните сили. Значи, западните сили на чело со Лондон, Вашингтон, Брисел, па и Берлин тука некаде, ама мање више. Берлин иде по команда, бидејќи он е се уште измеќар за Втората светска војна што ја направи, па мора да ги слуша овие големи. Ако он би драге волја да разлупа све тоа, најде. Дали ќе се трне вето, значи ветото е од западот, не е од источниот комшија. Источниот комшија само може да добие две заушки по уши од овие исти што ги кажувам и одма да го смени мислењето. Значи, све нарачка. А ние тука се тешиме дека кога ќе дошол овој сега од Харвард, од кај беше таму, дека он ќе ја решил работа. Па и овој нашиот е од Харвард. И знаме како взимале дипломи таму тие агремани што ги викаат од тоа место, заедно со истиот сега. Едниот сега изиграва Ципрас, а другиот ќе го изиграва Зајко на преговорите што ќе ги прават, као ќе го решеле они проблемот со ова више упропастена државичка. Поздрав, пријатно. Поздрав и секој е добро. Имаме и следен гледач. Добро вечер. Добро вечер. Евака се одно од едно делческо село, Нов Истемник, само да зовеш дека нема во Бугарија Македон. Јас ќе ви кажеме да е жив пример. Јас сум од едно делческо село, Нов Истемник. Поздрав да вас таму. Кој во Благоевград, само нека слушат сите од Панчарево, село Панчарево. Кој е иселен пред 40-50 години во Благоевград. Село Панчарево, чистокрвен македонец. Слушате така? Да, продолжете. Нека слуша цела, да речеме, од Делчево и од Панчарево и од сите што се. Кој држи кафана, ресторант во Благоевград, кој е иселен пред 50 години, не знам колку во Благоевград, во Бугарија, и кој има кафана, кафаната се вика Македонија, ресторант. Македонија. И сега овие што се нови, како да ги наречеме премиери, или овој Петков, или овој сега нашиот, не знам. Значи, тоа е голем срам, ако кажат дека нема во Бугарија македонци. Еве, нека идат лично од Телма и нека идат во Благоевград, дека прашаат каде е ресторант Македонија, да прашаат човека со фамилија,
со внуци, со поработи, кои се моментално живеат во Благоевград. И не само тоа, има и други. Мојот покоен татко имаше втор братовче во Благоевград, од Нови Стемник. Не знам како се викаше, сум заборавил. Така да има и многу луѓе кои се иселени пред за времето. Времето истече, секогаш внимавајте на тајмерот. Се разбира, сме во очекување и на следен гледач на 0230766777. Дали имаме среќа, Тео? Добро вечер. Елма. Тука сме. Добро вечер. Како сте? Најомилена телевизија сте ми. Поздрав до сите вас. Фала ви, поздрав до вас. Кога ќе ни се тргне ветото? Знаете кога? Кога Маријан Ѓорчев ќе го повлечат од амбасадор од Софија, да дојде овде. А не он таму да кажува приказни, иако сум слушнала завчера, дека он е таму амбасадор, па срам да им е на нашиве досеја што го чуваат. Кој сакате да не тргне вето? Он е најголемиот помаровец овде. Без навредливи коментари, ве молам, продолжете понатаму. И сите пари од млекара ги оплячка и сакате да ни го тргнат вето. Се дори не го повлечат амбасадорот да дојде во Македонија, нема преднонадење. Еве. И тоа би било се? Да. Што да кажам друго? Па еве, дали сметате дека овој пат треба да се зборува повеќе за економските прашања, отколку за историските? И еве уште една информација дека Ѓорчев не е амбасадор на Македонија во Бугарија. И не се исклучи гледачка. Да, не сум исклучена. Добро, да, продолжете. Мислам вака. Мислам дека сега, што е премиерот на Бугарија и нашиот премиер, дека мислам ќе најдат заеднички јазик, нема да го слушаа него. И времето истече. Внимавајте секогаш на тајмерот и еве како уште еднаш предупредување, редовно кажуваме со Тео. Да. Кога звоните во црвена линија, секогаш потрудете се веднаш да ви биде намален тонот на ТВ приемникот, за да добро се слушаме и да не се губи време или на она дали се слушаме или не. Дали сега имаме следен гледач во црвена линија. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Како сте денеска вие? Вечна Македонија, Никош Севера. Продадените души. За домашни предадени души. Профитери прифаќаат се. Посетата на Петров, на Киро Петков е далеко има, значи вето далеко ќе. Не може да го кине. Кога некому се понудил да се откажа се што македонско и од астоми, од комунисти, и од борци, и од се што требе, дури и од нацијата, па тоа него не може се откаже. Тоа го никој предава и не може се договара по нанес договор. Тоа се на седница решава. И тоа чисто го верувам како има смелост и одговор и храброст и овој исто премиер, сега што е од на Бугарите, да доаѓа кога има врз македонците доста зло дела правено 40. Да му ги покажат геноцидот врз македонските нација. И не се го платили геноцидот од 41 до 44 година. Секој до трето поколение е страдало не. И сега не се го платили и сега сакат поново да доаѓа и да прави добро соседство. Да се откажемо од се македонско. Како ви може, дека посто? Како ви треба протест да не пожелиме да доаѓа во Македонија? Времето истече, благодарам за вашето јавување. И сега да видиме дали имаме уште еден гледач. Да, одлично. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Повелете, како сте? Верувам дека сите наши селеници во Бугарија, во Грчка, се, да кажам, кивни на нашиот бивши премиер, бидејќи не ги признава.
Едно прашање за вас. Што мислите со промена на власта? Заев знае дека треба да лежи во затвор за многу работи. Ние рековме дека нема да ја вклучуваме црвената линија ако се зборува нели во рамки на пристоен говор, не спомнувам имиња и навреди. Ве молам, продолжите. Нема исклучување. Секогаш има да преди дека црвената линија кај нас автоматски се активира на негативни и непристојни коментари. Добро вечер. Ало, добро вечер. Како сте расположени денеска? Ало? Да, све слушаме. Се слушаме? Да. Видите, јас се сеќавам премиерот што си замина. Пред шарената револуција на сите страни се палеше дека американците ќе го стават премиер. Тоа јавно го кажуваше на собери. И сега го ставија. Му помина рокот, сега го тргна. Тој се добро направи. Смени име, смени идентитет. Уште на бугарите со грците. Сега на бугарите требаше, он се согласил дека сме бугари, дека зборуваме бугарски. Тоа требало да го стави на хартија. Тој тоа го пропушти. Јас верувам дека тоа задачата на овај новиот, како се викаше, не знам. Кирил Петков. Да. Не, Кирил, нашиот. Но нашиот новиот Димитар Ковачевски? Ковачевски, да. Дека он ќе заврши ова работа. Ево ни преговори, ево ни преговори. Ама во Европска Унија никогаш. Никад. Западен Балкан, Босна, Србија, Црна Гора, Македонија, Албанија, никогаш во Европска Унија. Тоа е се лага. Едини на кои верувам ја, а и повеќе не премиери и председатели, него за раководители, државници, се Рама и Вучич. Тие јавно кажуваат тоа. Нити Албанија, нити Србија никогаш нема да бидат во Европска Унија. Само нас не лажат. Зашто не лажат? Зашто не кажат тоа што е вистината? Благодарам за учеството во Црвена линија. Времето истече, а ние во продолжение да видиме дали имаме уште еден гледач. Одлично. Нормално дека имаме. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Здраво. Дали е трета среќа, имаме конекција со следниот гледач. Дали се слушаме? И нема ништо од другата страна, но има уште една интересна информација врзана за сите оние кои што планираат да одат на зимување, туристичка посета на Република Бугарија. Само да ве информираме дека нашиот источен сосед донесе и одлука да ги затвори границите, барем што се однесува за македонските граѓани и туристи, пред се поради тоа што Македонија веќе поради пандемијата со Омикрон ја влезе во оние земји на црвена ковид зона. А ние во каква зона влегуваме? Ние влегуваме во зона на одмарање малце со реклами. Се гледаме. Вториот дел на Црвена линија и веќе знаеме со Тео дека имаме гледач, па затоа веднаш отстапуваме простор за вас. Кога сме немале. Добро вечер. Добро вечер. Како сте? Добри сме. Миланија. С оглед на ова пандемија, супер сме. Драго ни е, повелете. Вака. Во однос ова многу интересна тема, меѓутоа емисијава што сте направила вака со забрането говор на омраз и така натаму многу го. Дури треба да забраните кога ќе кажат гледачите дека нема, да не примат, дека тој песимизам исто е многу негативен и влијае врз психата на луѓето, знаете како. Моето размислување во врска со светскиве тековни промени, што се глобални промени, се случија со рушење на Берлинскиот зид. Фактички од тогаш историјава се враќа назад и се што, да речеме, беше во тие моменти, мислам, после паѓање на Берлинскиот зид, се враќаме назад и ние се вратиме некаде 12-13 година, кога е поделена Македонија и од тогаш почнуваат сите, за нас, да речам, патешествија. Иначе, сите тие што беа сојузници на Хитлер, сега фактички си добиваат она што некојаш им го обеќа
И сега нас на овој начин не малтретираат или пробуваат, значи, да го постигнат оно што тогаш им беше обеќано. И сите сојузници нивни што беа со Хитлер, сега денеска го добиваат тој колач. И сега е фактички продолжение на Втората светска војна, меѓутоа на еден на маса, со преговори, со договорите ми. Секогаш внимавајте на тајмерот, истече времето, но затоа ви велим и големо благодарам што земавте удел во Црвена линија. Се уште очекуваме и гледачи со кои што еве може да го дадат свој став и да прокоментира дали овој пат може би повеќе треба да се зборува за економијата помеѓу двете држави, инфраструктурата и секако многу работи кои што не достигаат на овој план. Идеме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Имаме фонија, тоа е знак дека имаме гледач, но дали ќе имаме од треда среќате успешна конекција. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме одлично, повелете. Намалете само тонот на видеопремникот. Убава ви е темава. Јас сум за добро сега новиот премиер предлага убаво да се видат со бугарскиот премиер, меѓутоа не е до бугарскиот премиер, на него диктира Европа. Ние не можеме со Бугарија и не треба и да преговараме повеќе. Ја толку сакам да кажам. Тоа би било се. Имате уште време? Епа, некои гледачи сепак сметаат дека и кратко е доволно кога имаат став. Дали може би имаме коментари на Facebook нови? Сега да видам. Се уште немаме, но ве очекуваме, коментирајте. Ја ќе ги прочитам вашите коментари. А сега имаме гледач на линија. Добро вечер. Ало. Да. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Слободно. Гледач од Скопје. Милонија. Во со темата, поготово за бившиот министр, да кажам, за правда. Извинете за неправда, господинот Маричич. Значи, тој не може да разговара за малцинство во Бугарија. Множината, малцинства. Меѓутоа, уставно мора да разговара он за малцинството македонско во Бугарија. Никој не му дава право него да збори или да се меша за Турци и не знам тамо други малцинства кои постојат. Меѓутоа за македонското мора. Нека ми прости, меѓутоа од денеска натака тој за мене е бивш министер за неправда. А каков ќе биде министер сега, однапред си го кажа своето. Не е коректно од негова страна. Ви благодарам, толку имам да кажам. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Дали веќе имаме следен гледач? Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте наред? Еве, ќе се обидем уште еднаш, намалете го тонот на ТВ приемникот, секако за да се... Добро вечер, за да се слушаме подобро. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Петков ќе го донесе договорот заедно со тоа плюс едно, што се бара 5+1. И мислам дека ќе се потпише тој договор, иако е уште 17-та година потпишан. Ќе го тргнат ветото, меѓутоа Македонија ќе влезе во ЕУ, ќе оди во ЕУ само ако патува со автобусите и комбињата на Беса Транс. Бидете поздравени. Голем поздрав до вас. Еве, некој те огледаш и доволни им се само 30 секунди. Како и да е, драго ни е, има во голем број, па еве, веќе имаме и следно јавување. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Телма телевизија? Да, повелете, во програма. Сакам на емисијата да кажам, од Источна Македонија, 73 годишен човек се јавува. Поздрав вас. Добро, тај министер што треба да биде. Заре нема прочитано на 6 април 1941 година што се е десило со Хитлер кога е нападнал Југославија. Тогај са бугарите биле први што са дозволили да помогнат на Хитлер да пресече линијата и 4 авиони да го бомбардират Белград. Ја не сум за Југославија. Јас сум си ВМРО од 90-та година. Како не ги е срам и тај министер Сашо Килиев, како не му е срам, нека најде историјата и што сам ја читал. Јас сум човек со 8 одделение.
нека најде историјата да ја прочита. На 6 април на Благовест, Господи, знам го убаво дено, луѓето са чекале 3 месеца бугарите. И додека се им дозволили пресечен телефоно кај Делчево на тоа 4 време пуштат и крал Петар избега. Па заради тоа министерот не е го прочитал, а бил сега министер за Македонија. Простете ми што така малку ватрено, јас сум 73 години човек, имам го учено у историја, имам го кажано од дедо ми, имам го кажано од чичко ми и дедо ми на чичко ми татко му што живеат у Благоевград, у Бугарија. Простете ми, али ово е стварно, толку националистички, нека ми сите извинат, нервозен сум, морам така силно да го речем, тоа просто. Времето истечено, секако благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Уште едно добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Би сакал само да ми го објасните ова прашањето како е. И па дали ќе се тргне ветото за Европска унија на Македонија со утрешната посета на премиерот Петков во Македонија и по тема дали сметате дека повеќе овој пат треба да се дискутира за економски прашања, а помалку за историја? Ама затоа и ве прашав да ми го објасните, затоа што сигурно по утрешната средба нема да се тргне ветото. А дали ќе дојде некоја промена, што мислите вие, дали ќе се подобри сето тоа? Ама утре доаѓаат да се запознаат буквално. Затоа ви велам, од утре нема да очекуваме ни одма да се смени, да се тргне ветото. Затоа викам, не ви е добро поставена темата. Добро, еве што сметате дека повеќе акцент ќе се стави на економски прашања овој пат или? Да, апсолутно така. На економски прашања нормално и соработка, ама дека се тргне ветото утре нема шансата. Па тоа е повеќе метафорично, односно целта ни беше да ве усмериме дали вие сметате дека ќе биде позитивна соработка и апсолутно да, се тоа се согласувам, меѓутоа утре да не очекуваме, така ви е поставено, дали ќе се тргне ветото за поутрешната средба, нема сигурно. А ќе има убави овие разговори за понатака. Имате уште 13 секунди или? Не, толку, кажам сега, реков дека од утре неозбилно е да очекуваме утре да го тргнат ветото. Така, во ред, благодарам за вашето јавување во Црвена линија, а еве, теот дали сме подготвени да соопштиме дека ова е и крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Да, за жал нашава дружба денес ни завршува, но не мора значи тоа дека сме крај веќе. И утре ве очекуваме секој работен ден Црвена линија од 16:40. А утрешната тема е? Утрешната тема е дали ќе има одлагање на почетокот на второто полугодие во училиштата или пак можеби ќе се продолжи со онлайн настава. Ве очекуваме, продолжуваме со Готвиме со Маја и секако станете со Телма телевизија. Довидување. Токму така, чао.